Добро дојдовте назад во утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме за политиката и таа за домашната, најактуелната, со представници на раководствата на двете најголеми политички партии во земјава. Им велам добро утро и добро дојдовте на Андреј Петров од извршниот одбор на СДСМ. Добро утро. И на Сашо Клековски од извршниот одбор на ВМРО-ДПМН. Добро утро, добро ве најдов. Господа, да почнеме веднаш со најактуелното прашање, веројатно што ја интересира македонската јавност, а тоа е дали ќе сепак по протестот на ВМРО-ДПМН на 18 јуни и по евентуално растечкото незадоволство од уште едно недобивање на датум на јунскиот самит на Европската Унија, сепак на есен ќе се разговара за предвремени парламентарни избори или актуелната влада ќе го истера мандатот до крај? Господин Петров, вие како член на раководството на владеачката партија, Па не верувам, знаете, затоа што ние сме имали искуство многу пати со митинзи кои завршувале баш така некаде во јуни, се темпираат обично заради тоа што јули, август веќе се, да кажам, мртов период од аспект на политиката, бидејќи луѓето одат по одмори, фокусирани се на некои други нешта. Тоа работа се уште кај нас има оние законски решенија се уште на сила околу изборниот законник, технички влади и така натаму. Иако еве се најавува иницијатива од министерот Тупанчевски да се влезе во еден процес на реформи на изборното законодавство, но тоа не е процес што оди преку ног, така да лично не верувам дека тоа нешто ќе промени од аспект да предизвика предвремени избори. Легитимно е правото на секоја опозиција да бара предвремени избори. Сме ги барале ние. Вие ги спомнавте блокадите, јас имам искуство, сум бил учесник на такви блокади во собранието, кога сам бил опозиција и знам дека не постигнале ништо од аспект на предизвикување нешто моментално, брзо, веднаш. Напротив, само ако можам да се навратам во 2012 година од онаа блокада на буџетот што имавме кога со полиција ни исфрли ВМРО од парламент, тоа не донесе ништо добро нити на државата, нити на СДСМ, така да у принцип јас сум човек што е против блокади, а мислам дека прашањето со Бугарија кое го спомнавте и самитот, ние со тоа не си го поставуваме како некоја, да кажам, временска рамка, бидејќи и самиот премиер неколку пати искажа, јас можам да го кажам и моето лично мислење дека договорот со Бугарија не зависи од нас. Ние немаме намера да правиме ништо што е на штета на македонскиот национален идентитет. Имаме намера да преговараме да разговараме за Европска унија, меѓутоа не по секоја цена. Не ни е потребно да правиме нешто за што и идните генерации би не осудили. Реално не мислам дека државата со тоа нешто би добил. Клековски, на 18 јуни ќе се обидете да ја урнете владата или па само да ја разнишате ќе успеете? Значи, протестот закажан е само еден од чекорите да се демонстрира незадоволството на граѓаните и нелегитимноста на оваа влада. И јас не би го врзувал целиот процес само околу појавните работи, манифестните работи. Значи, нормално е и власта и опозицијата во нормални услови, во нормални времења со легитимни цели да се обидат да издействуваат избори во моментот кога они сметат дека најмногу им одговара. И за власта СДСМ дури и за опозицијата е нормално тоа да го прават. Оно што ние сметаме дека избори сега се решение, дека во основа не сме во нормални времења и дека власта веќе преминува кон нелегитимни цели да остане на власт. Може да го обривам понатаму кои се ненормалностите и нелегитимните цели. И за вистина на волјата, најголем инпут, најголем влог во предвремените избори го направи Зоран Заев и СДСМ. Точно дека локалните избори не се национални избори, меѓутоа Зоран Заев локалните избори, посебно изборот во град Скопје, ги претвори во референдум за него и за владата. Добро, тој си замина.
Да, меѓутоа не само он требаше да се со локалните избори се делегитимизираше владата. Значи збориме СДСМ збори за легалитет, да со 67 пратеник имате легалитет да владеете, меѓутоа можеби немате легитимитет пошто бидејќи позади тие 67 пратеник нема повеќе 57% поддршка во јавноста. И мислам дека таа ситуација за предвремените избори најмногу даде придонес лично Зоран Заев и СДС. Меѓутоа да се вратам, тоа е минато. Сметаме дека во овие ненормални времења и користење на нелегитимни цели, ние мораме да влеземе во еден процес на договарање на избори за граѓаните да имат можност да одлучат државата во која насока ќе се движи и кој ќе ја води во таа насока. Би можело ВМРО ДПМН нешто многу да промени во ваква ситуација? Видите, кога би ја преземале власта на предвремени избори, што конкретно прво би промениле? Мислам дека во сегашната ситуација каде што имаме енергетска, економска, претходно имавме здравствена криза која не знаеме дали ќе застане, ВМРО ДПМН нудеше навремени решенија за дел од тие кризи. Далеку пред да настане енергетската криза, ВМРО предупредуваше дека рек Битола не се одржува и дека капацитетот на рек Битола не се користи како што треба, односно не е во форма. Во економијата се предлага низа мерки за навремено да се реагира за да се намалат ефектите од претходно од ковид мерките, сега од економската криза која е во текот. Најголем дел од тие мерки владата ги отфрлаше. Значи, ние за скоро сите проблеми сметаме дека имаме подобри решенија од СДСМ и сметаме дека треба тие решенија да ги спротивставиме на избори и граѓаните да одлучат кои решенија, која насока ќе зафатиме. Така да сметам дека имаме и подобри решенија и подобар тим кој ќе ја води државата. Андреј Петров, правевте пауза од политиката известно време, се посветивте на професијата, лекар, нели? Тоа го работите се уште, меѓутоа се вративте во политиката на почетокот на годинава кога си замина Заев и на чело на партијата и на владата дојде Ковачевски. Сашо Клековски, долгогодишен аналитичар, член на невладиниот сектор, и би сакал да ве замолам во оваа пригода да бидете малку самокритични сега и да кажете што не ви се допаѓа во вашите партии откако се вративте, односно влеговте во политиката вие Клековски. Еве, неколку месеци повторно сте во највисокото раководство на СДСМ. Имате ли лично незадоволство од нешто и дали тоа се обидувате да им го кажете таму на колегите? Видете сега, во политиката секогаш има нешто што ви пречи и нормално е, големи системи како што се и СДСМ и ВМРО ДПМН секогаш има и грешки, кој е безгрешен на крај крајшта и тоа се. Ајде да поконкретен. Што лошо прави СДСМ во моментов? Видете што лошо прави СДСМ во моментов. Во моментов имајќи предвид која беше стартната точка, значи не можам да најдам нешто толку многу лошо што го прави СДСМ во овој период од 5-6 месеци од кога е Димитар Ковачевски претседател на партијата и премиер. Тоа не значи дека во претходниот период се работело лошо, имало и позитивни работи, меѓутоа имаше и пропусти. Заради тие пропусти Зоран Заев честно, како што вети, си даде оставки и сега продолжува работата натаму. По мене целиот процес, еден сложен процес. Многу тешко е да зборувате сега за самокритичност и што се пропустите кога СДСМ се соочи со енергетска криза, која ја реши. Вака, така, некако се голема цена плати државата за тоа решавање. Плативме многу скапа. Голема цена, меѓутоа не крахираше системот како во голем број земји што крахираше. Ако ја гледате инфлацијата, која се зборува како инфлација, една Германија се доближува до двоцифрена инфлација. Германија, за која тоа е незапаметена во Втората светска војна. Вчера видовме дека со СОНК се потпиша договорот 15% платите во криза, во тешка економска ситуација, плати на просветарите, на оние кои ги образуваат нашите деца се промени. Сакам да ви кажам, не го зборам од аспект на ЕПП, чисто ви кажувам дека толку беа густи, сложени процесите со кои се соочуваше СДСМ во овој 5-6 месеци, така да ако зборуваме за грешки, мислам дека
има дел за простор да се зборува за некои наследени пропусти кои треба побрзо да се коригираат. Од јануари на од Ковачевски ова нема пропусти. Не велам дека нема пропусти. Она што можам да ви го кажам е дека 5 месеци во прво за Ковачевски му прогнозира 30 дена дека ќе трае, да збориме реално, која ја презема 5 месеци нешто се обидува и прави. Сложена е ситуацијата во државата и надворешно и внатрешно. Ако ме прашате што е она што јас сметам дека треба да се направи, треба многу по-храбро и по-бескомпромисно да се тргне во борба со клиентелизмот и со корупцијата. Тоа се по мене две клучни работи кон кои мислам дека оваа влада на Димитар Ковачевски што треба повеќе да се стреми дека тоа ќе го прави во следниот период. Чековски, вие ќе соберете ли храброст да ќе му реплицирате? Само една интервенција, да. Ајде, повелете. Кога ме малку ќе дојдев со тојка или четврка дома и одма сложив приказна дека имаше толку и толку единици, дома ќе ме праша колку петки имаш. Сакам да кажам, Андреј, значи недозволиво е веќе да се правдаме со другите лоши примери и да се правдаме со Груевски, пошто пиарот на СДСМ се уште се обидува да ги заплашува луѓето дека како што впрочем правеше ВМРО долги години, Бранко е крив за се. Со контрапротести против Бранко. Да, ама ако знаеме дека тоа е нешто заради кој има популарен револт и дека има ветување дека веќе нема да се случува, а сега све што протестира 60 пред 6 години истото Све го што прави. не чинеше во режимот се пресликува. Ајде да се вратам до прашањето, да се вратам до прашањето за мене. Само дозволете ми јас да кажам дека мојот впечаток од одговорот на Петров е дека побаравте алиби за грешките, а не се обидовте да бидете самокритичен. Затоа за вас прашањето е дали ќе бидете вие ќе успеете да соберете храброст да бидете самокритичен, што не ви се допаѓа во ВМРО да помене откако влеговте таму. Видите, за разлика од Анде, мене ми ово прво партиско искуство и сум само неколку месеци член. Можам да кажам дека бев поскептичен за нивото на демократија внатре во Позитивно сте изненадени? Да, позитивно сум изненаден, бидејќи бев поскептичен колкаво е нивото на демократијата. Имаме доста разнолични дискусии внатре во партијата, имаме прилично различни ставови за многу работи и нема готови решенија кои доаѓаат и се соопштуваат. Оно што јас сакам, што е мој идеал, зашто ја влегов во политиката, А нема нешто што не ви се допаѓа? Еве сега ќе кажем, идеал што сакам да биде подобро и ми е еден од важните работи политички диалог. Ние во Македонија имавме цен понеделник, мислам многу ценни денови, имавме пржино договор кој го регулираше бойкотот на СДСМ на собранието тогаш. Во сите извештаи на Европската Унија има критика за нивото на политички диалог. И јас би сакал да и ВМРО, ДПМН и СДСМ бидат попосветени на политичкиот диалог. Еден пример што ја и Андреј имам учествувано во тоа, сега многу тешко ќе се случи, мислам 2006-2007 беше. Во еден ден се отвара на Скопски сајм, ЗЕОС Експо, сајм на општините и НВО сајм, сајм на граѓанските организации. Јас бев председател на организацијскиот одбор на НВО сајмот, Андреј како председател на ЗЕОС беше на ЗЕО Експо. Кај нас отворањето го направи Бранко Црвенковски, тогаш председател на Републиката, пошто имавме принципијална одлука да ги викаме председателите на отворањето како најнеутрални партиски, условно да кажем, фигури и институции во државата, предходно тоа беше Борис Трајковски, а обраќање на отворањето на ЗЕОС Експо имаше Никола Груевски, тогаш премиер на владата, бидејќи на општините најважно им беше соработката со владата. Јас би сакал да можеме да седниме заедно да разговараме, бидејќи заради нашиот недиалог ние веќе почнавме да застануваме позади земите
каде што бевме пред 10 години во Зошто не предност. може сега да се дебатира без навреди, без лични не, може. омаловажувања? Не, може Можат ли да се- Ковачевски и Мицковски да имаат едно лидерско соочување на ниво? Па мислам дека можат, дека и двајцата и по функциите што ги заземаат, кои се сериозни, едниот премиер, другиот лидер на опозиција, тој би требало да го направат, меѓутоа секогаш тоа треба да биде без условување. Значи кога има диалог, диалогот не може да тргнува со условување. Сакам да разговараме, ама мора да разговараме за тоа. Така да ако Но не може да биде и исклучиво, нема да разговарам по ниедна цена за предвремени избори. Не, знаете што, не велам исклучиво. Сите теми се легитимни, но не може условот за да учествуваме на некаков разговор да биде дајте да разговараме за тоа. Треба да се отворат бројни теми во државата, имаме сега буџет се носи. Имаме, не знам, сериозни кризи со кои се соочуваме и ќе се соочуваме во следниот период. Ударот на кризата ќе биде дури во септември. Значи се прогнозира дека цела Европа ќе има сериозни последици од кризата, од војната криза со Украина во септември. Тогаш ќе стасаат народски кажано сметките, фактурите за се тоа што го гледаме што се прави во овој период и треба да се разговара, но тоа треба да биде во еден амбиент кој нема да биде од пиар аспект да ја задоволиме гладта да се сликаме, него едноставно дајте да продискутираме што е она што треба да го направиме заеднички. Јас Политички диалог. Само да прашам, што прави власта во такви услови кога се подготвуваат фактурите да пристигнат на есен, дека економската криза допрва ќе тропне наврата? Што подготвува власта како план за амортизација на тоа? Па, мислам дека се преземаа сериозни антикризни мерки. Значи не само со олеснувањето што се наметна за одредени социјални категории на граѓани, бидејќи често пати ќе ни кажат да, вие за тие 150.000 ја зголемивте минималната плата дупло, направивте многу, ама што направивте за средната класа, условно кажам, се преземаат мерки со чување на дел од платите во образование, се преземаат мерки со овие енергетски бенефиции кои се дадоа за голем дел од фирмите, со ограничувањето на дел од маржи, на сето она што е важно за да се помогне на граѓаните, тоа се пакет на мерки кои се преземаат. Пензиите се очекува да имат едно значајно покачување некаде на сметка на задолжување се оди на буџетот, тоа. Па знаете што, и на државата. Добро е кога задолжувањето се прави за суштински работи за животот на граѓаните, а нема посуштинска работа од животот на луѓето. Значи, ако е криза и ако треба да се спасиме, треба нешто да направиме за граѓаните. Нема да биде доволен, ќе треба и евроврзница да се издаде и тие пари ќе треба да се враќаат. Не сум сигурен дека евроврзница тоа го оставам, не е работа која јас нешто многу добро ја познавам на економистите, има сериозни таму угледни луѓе кои мислам дека знаат што прават, добри советници овој пат премиерот има и странски и луѓе кои имаат капацитет да посочат што треба да се прави. Не сум сигурен околу евроврзница дали треба или не треба, ама треба да кажат и треба да се отвори дебата. Оној заем што се спомнува со 1% камата, тоа е практично дозволете бескаматно кредитирање во услови на криза за суштинска работа. Не зборуваме за инвестиции, да не враќам, не сакам да го враќам она што го зборувавме претходно како беше во времето на Груевски, што се правеше споменици. Не сакам за тоа да зборувам. Сега зборуваме за нешто што е суштински. Не се прават само споменици во времето на Груевски, ја не ќе уопшто. Само да ве прашам, само да се вратам на политички диалог како дозволиш. Да, во ред, само прашањето би било во насока на ова што го зборувавте за политичкиот диалог и обвинувањето од страна на СДСМ дека ВМРО се нешто блокира. А вие рековте дека сте задоволени од степенот на партиска демократија во ВМРО ДПМН. Се дискутираше ли, имаше ли за и против активна блокада на собранието? Бидејќи и тоа сега сте прозвани како опозиција дека кочите донесување на многу важни закони, субвенции, исплата на субвенции за тутунари, изградба на фотоволтаици, бидејќи доаѓа повторно зима ќе ни треба струја повеќе? Значи, ескалацијата во собранието беше неопходна и првата жртва на ескалацијата во собранието е автентичното толкување на законот за обложување или како се вика коцка, исто игри на сеќа, извини, не е моја специјалност исто, каде што ДУ инсистира да помине автентично толкување кое ќе овозможи формирање на втора лотарија. Така да СДСМ кога ќе говори што се блокира, да не кажува само гачки, туку да каже и точно што се блокира. Од пржино наваму тврдам дека политичкиот диалог е одговорност на тој што е помокен.
помокен е премиерот, владата. Во тоа време Груевски, во ова време Ковачевски. Значи, он треба да воспостави рамка за редовна комуникација со опозицијата. Ја морам да кажам дека оваа година дена, после комуникацијата што постоеше за изборниот законник пред локалните избори, нема никаква комуникација меѓу власта и опозицијата. Никаква, нула. Значи нема формална, нема неформална, нема никој не комуницира. Секогаш претходно имало некој канал на комуникација тематски, дали за изборен законник, дали за други прашања. Ние со една таква некомуникација повторно не само што одржуваме статус кво, туку ја уриваме земјата. Комуникацијата е одговорност на тој што ја води државата. Зошто ги терате в ќош во ВМРО-ДПМНЕ? Зошто не ги Еве вака, ќе ви кажам. Екскомуницирав? Ќе ви кажам и конкретно. Јас се сложувам дека одговорноста е прво на тој што е помоке на власт. И секогаш било и така ќе биде, меѓутоа одговорноста е заедничка. Значи повеќе на тој што е на власт, ама и на оној што е во опозиција, бидејќи државата се гради заеднички. Еве сега има една, да почнеме од некаде. Значи прво треба да сватиме една друга работа. Оваа влада е прилично, што се вели нова, значи само неколку месеци, и нормално е дека се соочи со сериозни работи кои и беа приоритет да ги решава. Меѓутоа треба да почне диалог. Еве сега има една иницијатива околу која може да се обединиме. Изградба на нов клинички центар, каде што формално сите партии се сложуваат дека тоа е прашање што е суштински за граѓаните. Небитно е дали е СДСМ или ВМРО на власт, или дали е ДУИ или Алијанса или кој се ќе биде во таа владеачка фотелја, клиничкиот центар, значи здравството е на прашање на сите граѓани. Може да се направи заеднички напор да се седне, не мора воопшто да се оди со законско решение во парламентот. Дај да ги разгледаме сите модалитети, дај да прегледаме што е она што можеме заеднички да го направиме, да се договориме. Е можност да почнеме од некаде, да почнеме со некаков диалог со кој ќе покажеме сите дека во интерес на граѓаните сакаме да направиме нешто. Мислам дека има спремност и од ВМРО. ВМРО ќе речат дека не е клиничкиот центар приоритет. Не. Руинирано ни е државното здравство. Во самиот предлог на Мицковски за остварување на лидерска седба покрај разговорот за предвременни избори, кои не викаме дека треба да бидат во јуни или септември, туку да разговараме на таа тема, понудивме соработка во подрачјата на економија, енергетика, здравство и уште едно-две подрачја. Баш здравството е подрачје каде што заради меѓусебниот недиалог ние 8 години немаме обнова на клиничкиот центар. ВМРО-ДПМНЕ зема кредит да го прави клиничкиот центар во старата локација на Водњанска. Дојде СДСМ на власт, го раскина договорот, кој е на арбитража, ми се чини, ќе видиме како ќе заврши, одлучи своеволно да гради во Ѓорче Петров. ВМРО го запрето, меѓу другото, проектот на ВМРО беше 80 милиони евра, проектот на СДСМ е 500 милиони евра, која во Белград и во Ниш направија клинички центри за 250 милиони. Нормално беше дека ВМРО-ДПМНЕ ќе го блокира тој проект. Не е проблем локацијата, да не испадне сега дека ВМРО-ДПМНЕ се жалеше дека у Ѓорче ќе биде клиничкиот центар. Проблем е дека државата ќе се задолжеше за 500 милиона кога има поефикасни решенија. Значи, нас ни треба диалог. Сега министрот ќе рече, го повлекувам законот и ќе збориме дали ќе биде во војна болница или во... Не, апропо ова, јас се сложувам дека треба по економично решение за Македонија во услови на криза и по мене, ќе кажам честно што мислам, треба да се земе оној што е проект Клинички центар Белград, што го направија, што е нов. Зашто е тој поевтин 250 милиони евра? Заради тоа што е блоковски систем на страна на оној што требаше да биде павилионски систем. Павилионски систем е можеби како да кажам, по луксузен и по-добар од аспект вака на можност на некаква интима на пациентите, на тоа да биде диспрезирано на различни делови, меѓутоа има предности и блоковскиот систем, заради тоа што вие се наеднаш, заради тоа што е многу поекономичен. Мислам дека треба да го прифатиме тој тип. Околу локациите треба да се договориме. Може да биде и 8 септември, никој не вели не може да биде и касарната. Треба да биде некоја реалистична локализација. Јас сега сакам од аспекти на човек што бил градоначелник да ви кажам дека е невозможно да се направи таков тип на клинички центар во
не знам, во некоја оддалечена дистанца кај што нема ни канализација, нема ни вода, нема ни струја, нема ништо каде што треба милионски инвестиции, затоа и толку беше скап тој, милионски инвестиции во инфраструктура, за да се дојде нешто. Можеби се сложувам, треба да се види некое порационално решение, но она решение на Водњанска е малку дискутабилно, повеќе аспекти таму, заради тоа и тогаш така се. Ама, ако се договориме да имаме диалог, во кој ќе ги воспоставиме прво критериумите. Пошто ние скокаме во дискусија на готови решенија. Ако скокаме во дискусија на готови решенија, нема да се разбереме. Како е да е? Поентата е дека заради нашиот недиалог, кај што секако не се амнестирам. Да, влеговте во дебата за конкретен проект, за добро, климатски центар, пример. поентата беше да се врати политичкиот диалог во државата. Значи, за истото е, значи, за истите работи во енергетика, кога дававме решенија, одма се одбе, излегува, нели, во 11 ВМД има конференција, ги соопштува предлозите, за саат време излегува портпаролот на СДСМ и одма тоа све фрла ѓубре и почнува вие која правите вака, вие која правите така. Еве, со такво водење државата стигнавме до тука како што е. Сега мене ме загрижува тоа што СДСМ, кој беше најжесток барател на политички диалог, кој беше во опозиција. Прижинскиот договор е резултат на тоа барање за политички диалог и враќање на довербата. Првата работа што е жртва на најавената активна блокада не е бойкот, СДСМ бойкотираше. Ние блокираме. Има разлика. Значи, пратениците на ВМРО-ДПМН не одат на работа и работат многу повеќе од пратениците на власта. Значи, премиерот Ковачевски, кој го ценам од претходното искуство, вика ќе најдеме начин како собранието да работи. Јас знам како ќе се најдат начини. Ќе се заобикува собранието. Собранието кој е вака онака маргинализирано, уште повеќе ќе се маргинализира. Ќе се стават европски знаменци на кај се стигне, ќе се закажуваат седници во 23 часот, ќе се закажуваат 100 комисии истовремено да пратениците на опозицијата не може да стигнат. Веќе сме го виделе тоа. Значи, сега, наместо да се седне да се разговара, ќе се размислуваат 1000 други начини како да се байпасира ВМРО-ДПМН и повторно ќе завршиме со уште помаргинализирано собрание тоа што го имавме. Разговарате ли со СДСМ за враќање на политичкиот диалог? Да, мора да се разговара и секогаш сме спремни на разговори и разговорите заради државата треба да постојат помеѓу власта и опозицијата, независно кој е на власт. Она што сакам да го кажам апропо блокадата и собранието. Јас сум, значи не ми раскажал некој учесник сум бил во тие. Блокада, бојкот, никому не донела ништо добро, ниту на државата, ниту на партијата што тоа го иницирала. Зошто тогаш ги игнорирате сите апели и предлози на ВМРО-ДПМН? Не се игнорира, треба. Ајде Клековски вели се што ќе понудате од локалните избори нема нула комуникација. Јас она што кој инструмент го има опозицијата ако се што понудиле отфрлено? Што е тоа се? Јас не слушнав посебно она што се бара да седнеме да разговараме за предвремени избори. Така, значи она што јавно е присутно е тоа. Законски решенија кои се одбиваат и после 2 дена се нудат истите решенија препакувани. Значи владата е предлагач на закони. Дали во дел на тие се разбира и опозицијата има право да предложи закон во парламентот и има дури ние го ставивме своевремено со посредство на британците. Не ми одговоривте конкретно, баравте алиби. Таков беше одговорот и на двајцата што го добив. Сега имате ли нешто добро што би пофалиле во ВМРО-ДПМН? Вие за да бидете пример од студиото на Телма да упатите апел за враќање на политичкиот диалог. Што ви се допаѓа во актуелното ВМРО-ДПМН? Еве можам да ви кажам што мислам дека е добро, влезот на некои луѓе што не се условно да кажам од ВМРО провиниенција со години, како мојот соговорник и некои други луѓе, мислам дека е тоа добар потек и тоа ги шири вратите за воспоставување на поширок диалог со општеството, со граѓаните, со партиите. Клековски е во ВМРО, тоа мора да се гради. Ништо не може да биде преку ног. Треба малку да имаме и разбирање на кој начин се дојде до целата оваа постапка, дека едноставно имаше оставка на премиер на влада и председател на партија, нешто што во македонски услови од аспект на владеачка партија никогаш не се случило. Нешто што заликува по примерот на она што се случуваше во Британија кога Маргарет Тачер се повлече па дојде Џон Мејџор на нејзино место и продолжи до крајот на мандатот да ја води владата. И сега треба да имаме разбирање дека приоритетите на државата во еден момент беа како да се справи со ургентните состојби.
А дека диалог мора да почне, дека тој треба да биде иницииран од власта, јас се сложувам со тоа. Клековски, забележувате уште влијание на Заев врз владата на Ковачевски? Дали Заев ги влече конците од позадина? Не. Зора Заев Мислиме се седи, си ја гледа својата работа, значи не верувам дека влече било какви конци. Мислам дека и луѓето што ја знаат политика, да знаат дека тешко некој може од позадина да влече конци. Дури искусни политичари не би се ни обиделе. Ама тоа не го спречува СДСМ да тврди дека Груевски од Будимпешта го води ВМРО-ДПМНЕ. Тоа беше следното прашање. Првото прашање Не се, дали го били ајде, со Петров? Многу директно. Значи Заев Има ли Заев влијание не ги во води СДСМ? конците во СДСМ, ама Груевски од Будимпешта ги води после 5 години ги води во Не, тоа се меѓусебни партиски обвинувања што ја мислам дека се, како да ги кажам, кои треба да се стават на страна. Нити оние секојдневни тези на ВМРО дека Заев ги влече конците во СДСМ и дека Ковачевски и Пиун се точни, ниту па мислам дека на дневна основа треба да веруваме дека сега Мицкоски му се јавува на Груевски и го прашува што да прави. Не мислам дека тоа се случува и на едната и на другата страна. Треба да се почитуваат легитимните органи на Јас сум против дискредитација на постоечки институции и органи и мислам дека тоа треба да се свати. Одговорно тврдам дека од досегашното мое искуство во ВМРО-ДПМНЕ важните одлуки се носат со консултации и не можам да видам скриена агенда која доаѓа од негде од надвор, ќе ни ја кажат и ајде сега одите со таа агенда. Од друга страна, ќе биде наивно глупо од моја страна да кажам дека Зоран Заев и Никола Груевски немаат своја база на симпатизери. Добро, тоа е долго години биле во политика. И Бранко има се уште долго години биле во политика. И дека тие сфери на влијание на симпатизери, на членови, може на индиректен начин да туркат одредени агенди. Значи не збориме за телефонски комуникации, издавање инструкции како да се поставува, меѓутоа во реалноста дека одредени поранешни лидери се уште имаат Зошто тогаш не се ослободиле? Релативно високи рейтинзи. Заев има повисок рейтинг од моментално од некои актуелни, не од Ковачевски, од некои други актуелни функционери, така да сигурно има зона на влијание. Груевски има некој свој собствен рейтинг и некој влијание кај некоја група симпатизери. Црвенковски. Тоа е нормално заради тоа што биле долго време во политиката и наеднаш вие тие симпатии спрема некој не може да ги прекинете, нити па целта на демократијата е да ги натера сите некого да го сакат или некого да не го сакаат да го мразат. Мислам секој има право на своје убедување. Меѓутоа јас можам да кажам за СДСМ дека моменталните одлуки што се носат на органите на партијата. Ние имаме долги дебати на извршен одбор, по 6, по 7 сати дискутираме за некои прашања. Не велам дека сите одлуки се најисправни, најмудри, секогаш во политиката има простори и за подобро и за грешки. Зошто ако Заев и Груевски не се мешаат повеќе во партиите каде што беа лидери, се уште вие внатре зборувате за заевизам и за груевизам? Зошто не можете да толку ви се допаѓа таа фраза груевизам, па сега вие зборувате за заевизам во време на Ковачевски? Тоа беше нели фраза што се измисли во времето кога така наречениот режим го туркаше СДСМ, па изгуби на избори. Па добро, изгубивме на избори, ама видовме и докази како сме изгубиле претходно на избори, особено 2011 година, каде што сликата се покажа во јавноста која беше и како беше. Таа слика Но да не се повтори, да не се повтори. Значи, сам еден СДСМ никош не добил избори со ВМРО. Не, вака, сам во модерните, да кажеме, во коалициите, значи ние зборуваме за коалициони настап на политичките партии. И генерално во поголем број од овие, ако ги гледате, системи како нашиот, тоа е нормално да се оди на коалициони настапи, не на индивидуалната сила на партијата, туку на силата на заедништвото на коалицијата која тоа го води. Снемува време, има уште многу прашања. Покуси одговори ве замолувам. Ги спомнавте коалициите. Колку двете партии, сега СДСМ, претходно ВМРО-ДПМНЕ, се заложници на ДУИ. Таков е впечатокот на јавност. Барем оние што следат политика. Па, знаете што, ДУИ беше во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ во долг период претходно, мислам дека 8-9 години.
сега е коалиционен партнер на СДСМ, тие си имаат своја политика, своја агенда, ние треба да оние наши барања пред електоратот кои сме ги ветиле, да на нив останеме и да ги браниме. Нормално дека во влада која сте дел од работите мора да ги усогласувате. Јас се сложувам дека треба да има дека не треба политиката да се претвори во арена на уцени, па јас ќе ти пуштам тебе тоа, ти мене пушти ми ова, туку треба да се води сметка за она што е заеднички интерес на сите како граѓани, независно од етничката припадност. Мислам дека заложништвото се толкува од аспект повеќе на перцепција на индивидуално позиционирање на одредени луѓе. За мене не е битно дали некој човек што се поставува на некоја позиција е македонец, албанец, турчин или не знам србин, не знам која друга етничка припадност, битно е да е чесен, да е квалитетен човек и да не прави грешки. Да речеме, ако ме прашате што јас мислам за министерот за финансии Фатмир Бесиви, мислам дека од економски аспект е човек што знае макрополитика. Не може никој да каже, Ако ве прашам за Бектеши дека е министер албанец, а не министер од Македонија, односно македонец, дали Бектеши му одговара на Ковачевски или на Ахмети? Мислам дека секој министер во владата треба да одговара на премиерот на владата и дека да се биде Но дали е така? Да се биде член на владата е чест. Значи треба почнеме да го сваќаме како чест и од тоа дали сте македонски министер или министер на владата на Северна Македонија практично е од аспект и на толкувањето што го имавме сега скоро е синоним, не е тоа нешто. Чековски последниот го прашам, Андреј, кој е интересот на државата, на општеството да во севкупната криза имаме расправа за законот за игри на среќа и за втора државна лотарија. Кој е необходноста, кој е приоритетот тоа да биде дискутирано? Се сложувам дека има други поприоритетни работи. Се сложувам, тука нема што да... Значи, од една страна, Дуја има предноста дека има најдолг континуитет во институциите и повторно на анкетите вели да велат највисок рейтинг. Утре и на ВМРО-ДПМН нема да му биде едноставно, бидејќи дел од министрите на ДУИК имат поголемо искуство во владење и управување отколку министрите на СДСМ или идните министри на ВМРО-ДПМН. Оно што треба да биде неопходно е да опозицијските партии како БЕСА и Алијанса, меѓутоа и самото ВМРО-ДПМН да најде начин да мобилизира луѓе од соодветната етничка заедница да се зголеми конкуренцијата внатре во тоа избирачко поле каде што Дуи таргетира. Само значи една кратка, знам со времето сме проблем. Значи се работи, значи ако ја гледате вие одредени министри од Дуи, да речеме, земете го министерот за надворешни работи Бујар Османи. Неговите изјави последни кои ги дава се по-ригидни од аспект на бранење на Македонија како држава, па и на македонците како идентитет, оттолку изјавите на некои политичари во Македонија од македонска етничка припадност кои ги даваат. Така да имаме ние и позитивни примери. Јас затоа не сакам да се вртиме само на имаме и позитивни примери, ако ја гледате како едноставно последната негова изјава која даде од аспект визави спорот со Бугарија, ние сме спремни да го направиме тоа до тука. Од тука па натаму е одговорност на Бугарија. Ние сакаме во Европска унија, ама не сакаме по секоја цена и не сакаме што побрзо, ама не пред време, ако тоа време не е созрено. Господин Клековски, ВМРО-ДПМН со оглед на тоа што и Дуи според анкетите води, ако во случај на предвремени избори или пак на редовни победи, ќе инсистирате на предизборна коалиција со БЕСА, со Алијанса за албанците и некоја друга партија или ќе формирате влада со Дуи? Видите, значи Дуи го прекрши принципот заради кој направи политичка криза пред многу години, а тоа е дека победник со победник формира влада. Тоа не се случи 2016, така да ВМРО-ДПМН нема никаква морална политичка обврска да го бира Дуи како партнер. Нормално коалицијскиот капацитет бара да видиме во која ситуација ВМРО-ДПМН со колку пратеници може да формира влада. Префериран партнер за нас се БЕСА и Алијанса.
Што мислите, кој се одговор ве молам за предлогот на Макрон за Европа во втора брзина за реформа на Европската унија? Истекува председателствувањето на Франција, Чешка го презема, меѓутоа ете тој предлог е се поактуелен во рамки на Брисел и на Европска. Ја мислам дека тоа повеќе ги допира овие што треба да се секираат како нашите комши Бугарија и така натаму, зашто предлогот на Макрон е визави тоа да нема потреба секој да има можност да ги блокира. Тој сака да петте главни членки на Европска унија, Германија, Франција, не знам, Шпанија, Италија, старите членки на ЕУ, сега да не ги редам сите, да имаат можност да на суспензивно вето, а да другите во дел на концентрични кругови секој во својот од аспект на своите специфики бидат тука, отварајќи можност некој и за Британија, за земјите на Балкан. Тоа само покажува дека ние треба да се фокусираме на работите дома, да работиме да државата да биде што подобра, а да не по секоја цена правиме отстапки кои немаме потреба да ги правиме, бидејќи очигледно е дека ни самата Европска унија нема до крај расчистено што всушност сака во моментот. Таа криза на лидерство во која и кај нив се случува. Очигледно сега сака председателот на Франција Макрон да преземе одредена иницијатива. Мислам дека од тој аспект таа треба да се изанализира што се мисли, иако таа идеја е спомната уште пред неформално уште пред некој година и пол, не е нешто толку ново што се вади. Мислам дека треба да се зборува за тоа, меѓутоа тој имаше и добра изјава вчера од аспект на временските рамки што ги даваат и тој и специјалниот представник за Балкан за почеток на преговори на Македонија и Албанија, како прв пат се спомнува временска рамка јуни оваа година. Повторно кажувам, ние не си ја поставуваме како наш рок, меѓутоа очигледно дека тие веќе тоа толку им тежи што си го поставуваат како свој рок, па да видиме што ќе се случува. Значи, моето разбирање на предлогот на Макрон е дека тој е континуитет на предлозите што он ги кажува последните неколку години, дека Франција бара механизам да не биде надгласувана во Европската унија од земји како Македонија, Албанија, каде што има јако американско или германско влијание. Ставот на Франција дека проширувањето на ЕУ беше со земји кои се или во американската зона на влијание или во германската зона на влијание, не во франкофоната зона, и дека они со натамошниот круг на земји кои сигурно нема да се јават во Париз да прашат што мисли, туку ќе се јават во Вашингтон или во Берлин да прашат каков став да заземат, дека треба да се направи начин на одлучување во кој јадрото на еврозоната и на Шенгенот ќе има едни овластувања, а следното јадро ќе има помали, и дека најновото ова геополитичка зона што ја нудат е за земјите од бившиот Советски Сојуз и за земји кои од различни причини не ќе да бидат членки НЕО, како Норвешка и некои други. Се надевам дека Ковачевски во вчерашниот разговор со Макрон разјасни каде е Македонија, дали е во вториот леер на Европската унија или во ова геополитичката зона. Јасно дека ако станеме членка нема да имаме право на вето. Тоа е јасно, дека нема да имаме исти гласачки права во... Ама и други нема да имаат, ќе биде одземено тоа право. Ќе има реформа. Само кратко сега, бидејќи стварно времето истекува, би сакал да ве прашам во една минута каква есен прогнозирате, кој е најгорливиот проблем за Македонија освен економијата, дали е тоа само растечките цени, инфлацијата, ниските плати или пак и криминалот и корупцијата, и кога би се одржали избори, дали ќе бидат предвремени или редовни? Еве, Клековски беше аналитичар и со голема точност прогнозираше резултати. Порано да испрогнозирате каков епилог би добиле тие избори, кој ќе ја води следната влада во Македонија? Значи, нас не очекува тежок период. Фактот дека Македонија има многу сива економија е лош, меѓутоа во услови на криза се покажало дека сивата економија е подинамична и полесно се прилагодува на шоковите што се случуваат. Меѓутоа, тоа не значи дека ние мораме да се спремаме за исклучително тешка есен и зима, енергетски, економски, финансиски, во секоја смисла. Здравствено се уште не знаеме што ќе се случува со пандемијата, дали ќе има конечно затише или ќе има нов бран. И мислам дека сите овие заедно прашања, заедно со предвремените избори, треба да ги разговараме во пакет
кога е најдобро да се консолидира владењето во Македонија, за да најуспешно се справиме со овие прашања. Значи, ВМРО-ДПМН не инсистира да ги пренамегнеме овие работи, но ќе седнеме да видиме што влие. Дали некој самит ќе влие. Неколку пати покажавме трпение, чекајќи те декемвриските јунски самит. Меѓутоа да ги направиме критериумите и да се договориме, бидејќи ние да се договориме за дека ќе се согласуваме за избори, ќе има еден период во кој ќе мора да има техничка влада, голема коалиција, малтене и така натаму и така натаму. Јас сум убеден дека ВМРО-ДПМН го проширува коалицијскиот капацитет и дека ќе биде победник на едни такви избори. Јас мислам дека прво моје убедување е дека изборите во Македонија не смеат да се случуваат секогаш на година и пол, на 2 години. Значи ние имавме едно такво лошо искуство од минатото и дека треба да го држиме мандатот на 4 години како што е во развиените парламентарни демократии. Со исклучок на една земја во Европа со многу чести избори, другите обично одат на 4 години, екстремно ретки се предвремени избори. Мислам дека земјата има крупни проблеми за решавање, дека треба да се решаваат. Кој да е на власт во овој момент е екстремно тешко и затоа не ни разбирам потребата да на сите тие проблеми сега правиме уште еден дополнителен проблем, бидејќи избори значат сега дека 4 месеци ќе застане целата економија, дека на вакви крупни проблеми што ги имаме, ќе имаме еден дополнителен проблем и мислам дека тоа не е добра идеја и дека изборите треба да бидат, спрема мене, во редовен термин. Она што јас го очекувам е дека доколку владата на премиерот Ковачевски продолжи да се справува со кризата на начин, со сите тешкоти и со сите проблеми како досега, ако се овозможи да граѓаните ја преживееме оваа година со што помалку потреси по економијата, нормално криза е, не можеме да очекуваме дека ќе бидеме нечепнати, дека тогаш во редовниот термин 2024 година оваа власт на СДСМ има добри шанси, јакнејќи го коалициониот потенцијал. Ние разговараме и за придобивање и за, да кажам, и за нови поддржувачи, значи за стратешко групирање со приклучување на нови субјекти кон позицијата, кон владата, за обновување на делот оние помалку разнишани односи со делот некои од тие коалициони партнери традиционални кои сме ги имале, значи за една нова стратегија која ќе подразбира наместо индивидуален партиски настап, коалиционен блоковски настап на СДСМ, што е различно од настапот што го имавме на локалните избори и на кој спрема се должи и слабиот резултат покрај низата слабости за кои граѓаните ја казнија тогаш постоечката градоначалничка номенклатура и дел од владата. Сепак начинот на кој СДСМ отиде на тие избори сам со пуштање на дел од своите коалициони партнери на страна и непридобивање на нови го диктираше и резултатот од изборите. Само Кусо на крај разочараа новите градоначалници на ВМРО? Почнаа да разочаруваат? Јас не гледам така. Не гледам ни во јавните перцепции и во анкетите што јас имам пристапи што ги согледувам. Јас сум убеден дека градоначалниците на ВМРО-ДПМН подобро управуваат од многумина од претходните градоначалници на СДСМ. Честно исклучоците има такви, но генералниот впечаток не сум сигурен дека е. Збориме за лични впечатоци, можеме да измериме јавни перцепции, ве кажи која Арсовска, општина, например, градоначалничката на Скопје. ќе направиме анкета, ќе видиме какви се јавните перцепции. Господине Петров, господине Клековски, ви благодарам многу за гостувањето. Сакам да му подарам рака на Андреј. Да, добар и пример. да воспоставиме пример на нормална политичка комуникација. Ево, од срце нека биде апел до вашите колеги политичари од двете партии, дека конечно двете најголеми политички партии во Македонија мораат да почнат да комуницираат на ниво како што треба, да дебатираат со аргументи, а не со лични навреди и омаловажувања, се во интерес на државата. Нема причина да не биде така. Благодарам уште еднаш за гостувањето, ви благодарам. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете со утринската на Телма, продолжуваме со редовните рубрики, готвиме одличен рецепт на денот, следете не.